Добро, денеска можеби онаа дебата која што подолг период се одвива во македонското општество околу високото образование во Република Македонија доживува кулминација. Причината за таквата кулминација беше заради чекорот кој што беше предизвикан од страна на одреден број на професори, 20 на 30 од Универзитетот Свети Кирил и Методи, и како резултат на постапката на министерот и во таа смисла реакцијата на организацијата на студентите на овој универзитет. Во основа, како резултат на тие три потези, денеска ние многу повеќе дискутираме за верзијата на новиот закон за високо образование, подготвено од страна на Министерството за образование и наука на владата на Република Македонија. Целта, доколку настапиме врз основа на она што како барање го испорача дел од нашите колеги, истакнати професори, истакнати научни работници и така натаму, кои што присуствуваа на тој собир денеска на платото пред Универзитетот Свети Кирил и Методи, можеме да видиме дека централното барање беше дека се загрозува автономијата на универзитетот. Тоа е всушност една од пораките која што беше и дека владата настапува тоталитаристички. И дека владата има во таа смисла предпоставено тоталитаристички намери, дека настојува да го згази високото образование и во таа смисла да задуши научната мисла. Се разбира дека тоа не е така, бидејќи овој закон не се однесува на конкретно на Универзитетот Свети Кирил и Методи, туку има за цел да воспостави нови европски стандарди во македонското високо образование. Овој закон се однесува за правниот факултет каде што јас работам, за Универзитетот во таа смисла Свети Кирил и Методи, но и за Универзитетот Гоце Делчев, на Универзитетот во Битола, на Државниот универзитет, како и на другите приватни универзитети во Република Македонија. Значи да појасниме, значи овој закон не е само закон за државното високо образование, овој закон се донесува воопшто за високото образование и ќе ги опфати и државните и приватните високообразовни институции. Точно. Овој закон, значи во себе содржи една единствена цел, а тоа е да го подигне стандардот на високото образование во Република Македонија. Што е разликата? Со него не се гази, како што денеска беше споменато од страна на некои колеги, врз она што се нарекува автономија на универзитетското живење. Во Собранието на Република Македонија, во министерствата, во пошироката општествена јавност, па и студентите, знаат добро што значи автономија. Ние сме сведоци како студенти во други држави се борат за автономијата на универзитетот. Пред извесен период имавме силни протести, да речеме, во Обединетото кралство во Велика Британија и видовме како таму студентите се борат за реализација на собствените барања. И партиски активиста не смее да пристапи таму. И партиски активисти не пристапуваат. Се разбира, да. А нашите факултети па се полни со партиски мегафони. Добро, ме интересира, што е разликата? Бидејќи ние имаме закон за високо образование, така? Што е разликата помеѓу тој закон и предлозите во новиот закон? Да. За новиот закон, пардон. Тоа е централното прашање. Јас само малку би бил попрецизен, не станува збор за нов закон, туку за нови предлог решенија како би се изменил. Тој закон кој што се уште се разгледуваат. Значи во моментов повеќе недели наназад, како резултат на контактите на соодветното ресорно министерство со универзитетите, како резултат на јавната расправа и дебатата во Собранието на Република Македонија, каде што јас сум пратеник, како резултат на серија на трибини во рамките на студентската организација, се дебатира за новите измени на Законот за високо образование. Јас би ја поставил работата малку пошироко. Целта на минатата во однос на работата на парламентарното мнозинство, можеби на владата на Република Македонија во генерална смисла, во изминатата година, би рекол од 2008 година навака, беше како да ја направиме, кои проекти да ги промовираме, што повеќе средношколци да запишуваат високо образование. Ако ги погледнеме бројките наназад, ќе видиме дека последната бројка во однос на оваа година беше дека околу 98% од средношколците запишаа факултети. Тоа значи дека мерките кои што ги предвиди владата со отворањето на нови универзитети, со отворањето на дисперзирани студии, со реформите во однос на намалувањето на партиципацијата од 600 на 200 евра, придонесоа образованието да стане колку е можно подостапно за повеќе граѓани на Република Македонија. Сега започнува втората фаза. Втората фаза, нормално како и за се во животот, е откако ќе се постигне квантитетот, да се обидеме да го кренеме квалитетот. Кревањето на квалитетот на високото образование во Република Македонија треба да представува најголема цел на нас кои што работиме на универзитетот, но исто така и најголема цел на студентите. Денеска, доколку анализираме кои се и на каков начин беа испорачени барањата, ќе видиме дека најголем дел од професорите кои што се околу 2000
на Универзитетот Свети Кирил и Методи не излегува на протестите. Тоа зборува дека околу 2% од професорите имаат поинаков став со предложеното законско решение. Не излегува никој од приватните. Ниту еден од приватните универзитети. А имаме ситуација кога останатите државни универзитети во Република Македонија, вклучувајќи го да речем и државниот универзитет во Тетово, сметаат дека понудените решенија на владата на Република Македонија соодветствуваат со целите кои што сакаат да се постигнат. Кои се тие основни параметри кои би требале да бидат инкорпорирани во новиот закон и повторно ве прашувам, што е разликата помеѓу стариот закон и предлогот за новиот? Тоа е централното прашање кое што секој од нас треба сам по себе да си го одговори. Студентите тоа добро сметам дека го разбра и во таа смисла излегува во одбрана на законот. Целта на новите предложени решенија е студентите во Република Македонија кои што студираат на сите универзитети да добијат поквалитетна настава. Целта е да се постигне нешто кое што сметаме дека во голема мера би требало да биде остварено, но во одредени случаи гледаме дека не е така. Бидете поконкретни. Професорите да држат предавања. Тоа е да се зајакне отчетноста и транспарентноста на универзитетите во однос на трошењето на јавните финансии. Тоа е воспоставување на построги критериуми при напредувањето во секој од соработничките звања на универзитетите. Тоа значи да се знае колку научни трудови сте објавиле, меѓутоа научни трудови не било каде, иако трудот и ангажманот на професорите сам по себе е особено значаен и важен, меѓутоа мораме да воспоставиме мерливи критериуми според кои ќе се цени напредокот. Значи целта е да имаме настава, студентите да не чекаат со денови за подпис пред кабинетите на дел, помал дел, можеби многу мал дел од Сакате професорите. да ми кажете дека е тоа редовно нешто што им се случува на студентите? Па, јас сум студент. Јас исто така имам колеги во собранието и надвор од него и граѓани и така натаму кои што порано студирале. Исто така како резултат на мојот ангажман среќавам и помлади колеги кои што исто така имаат своje мислење. Меѓутоа сметам дека генерално како резултат на поведението на многу мал број на професори се стекнува генерална слика дека особено кога станува збор за државното високо образование, можеби професорите не се толку достапни колку што ние сакаме во однос на студентите. Можеби не секогаш професорите држат настава иако тоа им е обврска, се разбира зборувам за одреден помал дел, меѓутоа законот има за цел да ги подигне севкупните стандарди. Потоа често пати сме сведоци дека се учи од застарена литература и секогаш барем за еден професор или можеби повеќе во генерација сметаме дека начинот на кој што тој ги држи предавањата не соодветствува со она што се нарекува врвни трендови во научната мисла на која што се однесува предметот кој што тој го предава. Целта на овој закон е да се зајакне квалитетот на високото образование и да се зајакне отчетноста на универзитетите, јавни зборувам, државни, но во случајот и приватни, во однос на трошењето на јавните финансии. Она што Тоа е основната цел. сега ќе ве прашам следново. Зошто? Иако звучи многу глупаво ова прашање, ама премногу Да. Зошто? Ама објаснувањето ќе биде многу посуштествено, предпоставувам. Значи, зошто тоа се прави? Зошто? Заради тоа што мислам дека во Република Македонија постои едно генерално мислење кое што во голема мера е оправдано, дека нашето високо образование е исклучително цврсто, исклучително значајно и дека науката која што се создава во Република Македонија самата по себе има врвни европски стандарди. Ама? Меѓутоа, се разбира дека тоа во голема мера и во голем број на случаи можеме да заклучиме. Во оваа држава постојат голем број на експерти кои што со својата научна мисла се истакнале. Меѓутоа, исто така, постојат голем број на случаи кога гледаме како масовно студенти, како масовно родители кои што се грижат за иднината на сопствените студенти, се доведуваат во ситуации да бидат загрижени зошто нивното дете, иако го финансира своето високо образование, не ги слуша предавањата на својот професор. Зошто сопственото дете, иако запишало факултет, на крајот по излегувањето од факултетот има знаење кое што не соодветствува со реалноста, значи не може да се вклучи во реалниот пазарен живот. И во таа смисла често пати постојат оние анегдоти за одредени предавања, за мал број на професори, кои што гледаме дека
не ја вршат работата онака како што треба. И заради тоа, заради оној мал број на случаи, ние имаме генерална перцепција дека државното образование во одреден дел не одговара на она што се нарекува задачи. Во А Западна напротив Европа имаше јас извинувам, мораме да ви поставам и под прашање, ќе ви дадам доволно простори за одговор. Запомнете го тоа за Западна Европа, да се доискажите ве молам. Но генерално имавме еден наплив и тоа повеќе параноичен кога се отворија приватните универзитети, дека тоа е разводнување, кога се отворија дисперзираните студии, дека е тоа разводнување на пример знам ставовите на професорката Ванковска која е стрикно против овие дисперзирани студии, па против, мислам дека имаше и некоја изјава, се извинувам ако погрешам, ако не некој друг, тогаш воопшто за приватни да се нема. Се да биде целото концентрирано знаење да биде на универзитетот. И се доби тој впечаток дека квалитетното значи високо образование може само да се добие на државните универзитети. Времето покажа дека приватните многу посериозно си ја сватија работата. Професорите таму многу се поангажирани и тие некои норми европски, значи издавање на трудови, научни дела, објавување во списанија и така натаму, многу е позастапено одошто голем дел од професори. Зошто ова ви го зборам, господине Спасеновски? Значи, пред да дојдете вие овдека, ја не ја наметнав таа тема, но студенти ми пишуваат. Значи, ја неколку пати Facebook и така натаму во начините на комуницирање. Многу интересно што добивам работи, еве и пола да ги отфрлам дека не се вистина од студентите и така натаму, но добивам работи кои задираат на толку ниски нивоа да дури говориме и за примитивистички однос на професор спрема не студент, спрема студентите. Да. Мене компјутерот ми е полн од такви трагични приказни на студенти кои едноставно не можат да си го најдат излезот заради сега ова е многу грдо, не можам да ја ставам целата фела, не зборам поединци. Но значи заради его трипои, лични и така натаму. Па дури и вие сега ме збунивте, но го потврдувате па се во ова. Велите професорите да држат предавања. Па што прават професорите ако не држат предавања, господине Спасеновски? Да, тоа е една иронија и едно... Кои држат предавања тогаш? Студентите? Да. Асистентите? За жал имам и случаи кога, независно од она што се нарекува законска и обврска согласно актите на универзитетите, некогаш имам и такви случаи. Меѓутоа, она кој што треба се спомене, а притоа кога се говори за проблемот во високото образование, дека Универзитетот Свети Кирил Методи е најстарата високообразовна институција во Република Македонија. Оваа високообразовна институција, заедно со своите единици факултетите, во голема мера придонела во однос на оно што се нарекува развој на Република Македонија. Апсолутно. Тука се и тоа ние треба да го признаеме. Меѓутоа, збориме за аномалиите кои определени делови, определени условно речено ќошиња во рамките на овој и сите други универзитети во Република Македонија, кои што треба да се поправат за да се оствари втората цел од она што се нарекува стратегија на парламентарното мнозинство на владата на Република Македонија, а тоа е развој на високото образование. Ако претходно го достигнавме квантитетот, сега се бориме за квалитетот. Реперот на Република Македонија не треба да бидат, да речеме, другите универзитети, иако компетитивноста помеѓу нив е особено важна. Туку она што се нарекуваат европски стандарди и европски норми. На крајот на краиштата, кога зборуваме за вкупнава демократија во нашава држава, можевме да заклучиме дека допред некоја година единствениот центар од општеството, каде што постоеше оној условно речено монопол во однос на занимавањето со таа работа, беше високото образование. Со отворањето на приватните универзитети, колку и во одредена мера да сметаме дека не нивото на наставата се уште на државните универзитети е подобро, сепак влијае во однос на компетитивноста помеѓу институциите. Тоа вие како повеќе медиуми,
како повеќе вестници, како повеќе интернет страници, кои што меѓусебно се надпреваруваат за да го остварат вниманието на консументот. Тоа е природата на потрошувачкото општество. Тоа во Република Македонија со отворањето на природните универзитети се постигна. Порано некој се противеше, меѓутоа сега гледаме дека голем дел од тие личности кои што се противеа во однос на отварањето на приватните високообразовни институции, денеска се ангажирани на нив. Јас не би сакал да ги споредувам државните со приватните универзитети. Меѓутоа зборувам генерално во однос на стратегиите на владата на Република Македонија. А одговорите ми конкретно на прашањето. Па ве прашав конкретно, господин Спасеновски. Професорите рековте да држат предавања, меѓу останатите измени. Објасните ми го тоа малце. Значи, сведоци сме дека низ годиниве до денес постојат. Што? Значи, е создаден впечаток дека одредени професори не ги остваруваат обврските на начин кој што е пропишан во однос на остварувањето на нивната професија. Постои ли во закон начин како тоа да се коригира или е потребен нов закон тоа да го До коригира? сега обврската на професорите да држат настава не беше регулирана со законски акт. така. Сега тоа ќе се регулира. Зошто не беше регулирана? Заради тоа што природно е, ако вие сакате да бидете професор, да имате потреба што повеќе и што подобро да држите настава. Доколку сакате вие да бидете водител, природно е да сакате да остварувате таа ваша замисла. Доколку сакате да имате некоја друга професија и доколку ја постигнете таа цел, природно е да сакате истата да работите. Меѓутоа ние имаме еден парадокс, иако станува збор за помал број на случаи, кога наспроти таквата природност на занимавањето со одредена работа, одредени професори не ги остварува во целост нивните основни обврски. И заради тоа државата е доведена во ситуација како резултат на реакциите на студентите, како резултат на реакциите кои што стигаат и на вашиот инбокс, како резултат на серијата јавни настапи на одредени студенти, па дури и денес како резултат на реакцијата на студентскиот парламент на Универзитетот Свети Кирил Методи, да биде испорачено барањето професорите да држат настава. Доколку е испорачено такво барање, државата е должна да одговори и да воспостави ситуација во која што сите професори на еднаков начин ќе ги остваруваат своите задачи. Меѓутоа, тоа не е единствената измена. Постојат и голем број на други измени, особено во однос на отчетноста на работењето на универзитетите. Значи, универзитетите, меѓу другото, се финансираат и со буџетски средства. Студентите плаќаат за своето студирање. И така натаму. Во таа смисла се поставува прашањето и покрај помошта која што стигнува од страна на државата и покрај партиципацијата од страна на студентите, зошто некој би се противел да има на појасен начин давање на јавен отчет во однос на трошењето на јавните финансии на универзитетите. Значи, тоа се сосема природни нешта за кои што не се разговара во други држави. Кога велите природни нешта, мене не ме интересира дали пастрмката добро се мрести како охридската пастрмка. Мене ме интересира како е правилото. Како е правилото во светските универзитети. Ние измислуваме ли топла вода со овој закон или донесуваме правила кои се веќе негде етаблирани и кои функционираат подолго време и кои едноставно знаеме дека се добри? Па нормално дека ова се правила кои што функционираат секаде во развиениот свет. Значи, обврска да држите предавања на високообразовна институција е е незамисливо нешто во некоја западноевропска држава. Тоа значи дека со новиот закон професорите ќе бидат обврзани да ги држат предавањата, а не да ги префрлаат на асистенти или да ги префрлаат на студенти или само прочитајте 70 страни, тоа е ваше. Туку ќе бидат обврзани да држат предавања. Обврзани да држат настава. Тоа јас сум прво шокиран дека ова е проблем. Јас сум шокиран дека ова е нешто што го бараат студентите, например. Точно, да. И во таа смисла, заради тоа јас би рекол дека денеска можеби Универзитетот Свети Кирил Методи победи, заради тоа што наголем дел од професорите сметаат дека обврската за држање настава, независно дали таа е законски регулирана или воопшто не е регулирана, е основа на професорската професија. На крајот на краиштата, во едно потрошувачко општество, институцијата треба да постои заради студентите, а не студентите да постојат заради институцијата. Добро, но професорите протестираа и против ова, така?
Добро, јас не би рекол Или, дека кои професорите, се- меѓутоа дел од професорите Во ред, дел од сметаат дека е професор. загрозена автономијата на универзитетот со овие решенија. со овие решенија. Да. Кои се другите решенија по кои они мислат дека им е Исто загрозено? така, Тоа е отчетот, предпоставувам, на Отчетот финансиските средства, затоа што имам второто проверено, може да, решение. на пример, светските универзитети, кои и државни и приватни, едноставно можете да видите кон што ги насочуваат средствата. Толку и толку средства дадени на таа и таа лабораторија за такво и такво испитување, такви и такви проекти се спроведуваат, толку и толку Научно-истражувачки проекти. научно-истражувачки проекти, кои толку пари ќе се собираат они под врз основа на тоа, па и прават тие, како ги викаат, донаторски конференции, вечери, собири за кои одредени проекти да им се дофинансираат за да се довршат и така натаму и така натаму. Кај нас го немаше тоа до сега, не беше транспарентно до сега трошењето на парите? Трошењето на средствата на високообразовните институции беше транспарентно во рамките на она што тогашниот закон го предвидуваше. Меѓутоа, така. особено е важно во услови кога имаме државно финансирање на универзитетите, кога имаме партиципација со која што студентите учествуваат во во научно-образовниот процес, во тој случај да видиме каде се трошат средствата кои што ги прибираат универзитетите. Еве, ние сме сведоци дека дури со намалена партиципација универзитетите совршено добро функционираат, а бевме сведоци како во само пред краток временски период, кога драстично беше намалена партиципацијата за студирање од 600 на 200 евра, исто така бевме сведоци на серија реакции од страна на одредени, би рекол, исти центри од страна на она што се нарекува универзитетско живење во Република Македонија. Третата реформа, да се воведат строги, мерливи критериуми во однос на напредувањето на професорите, односно на наставниот кадар од едно во друго соработничко звање. Како Да беше се- до сега, а како треба да биде? Значи, со Законот за високо образование до сега имаше една општа формулација дека при изборот на еден асистент во доцент или пак на еден доцент во вонреден професор или пак на еден вонреден професор во редовен професор, треба да бидат објавени одреден број на трудови од областа на струката. Тоа е генерална формулација при што нели како резултат на непостојањето на строги стандарди видовме дека или барем врз основа на она што како податоци го добиваме ние пратениците, го слушаме за време на разни дебати во однос на прашања поврзани со образованието, дека и покрај постоењето на тие лавави критериуми сепак се напредува, се земаат во предвид определени авторски дела на некои професори како релевантни и покрај фактот што не ги исполнуваат она што се нарекува научни критериуми, односно немаат придонес кон развојот на научната мисла во Република Македонија. Тоа не е случај со сите, не сакам да бидам погрешно сватен. Сепак и покрај се Значи универзитетот не Свети Кирил и Методи генерализираме, добро.